По години декларативни заложби, дали конечно ќе се промени поразителниот пристап кон балканскиот бисер, за да се избегне статусот културно наследство во опасност. Државниот врв по Пладнево се врати од Париз, каде имаше серија состаноци со челниците на УНЕСКО. Предводникот на делегацијата и подпредседател на владата Александар Николовски за Канал 5 вели дека изминатите 2 дена биле корисни и дека пред челниците на организацијата се потврдиле, како што вели, сериозните заложби за долгорочна и одржлива заштита на регионот, во кој ќе се преземе се што е во рамките на законот. Од сега натаму односот извештај се менува, вели тој, и ќе биде дополнет со константен диалог со УНЕСКО. Во следниот период треба прво да добиеме точни дефиниции и насоки од центрите за светско културно наследство и Центарот за природно наследство, да точно кажат што се очекувањата, да не бидат описни како сега, досега се извинувам, и да почнеме да работиме случај по случај, така што сега очекуваме од УНЕСКО да точно дадат насоки и ние сега кога ќе направиме се да ги спроведеме. Ако треба да се руши, ќе се руши? Се она што е во рамки на законот ќе го правиме. Тоа е по надлежност на општините, но сега се што треба да се прави, ќе се прави. Министерот за култура Зоран Љутков, кој беше дел од делегацијата, вели наместо да се чекаат извештаите, сега преку работни групи во Чекор ќе се следи состојбата во Охрид, како и спроведувањето на препораките на УНЕСКО. Дополнително вели, делегацијата побарала повисоко ниво на залагање и од страна на Албанија. Нашата заложба беше повторно многу поодблиско да ги гледаме ситуациите, да не се осврнуваме само на мониторинг мисиите и да не се осврнуваме на извештаите кога е веќе доцна, туку поодблиско да комуницираме и во однос на извештаите и да имаме поблиска соработка со представниците во УНЕСКО, но побаравме и на повисоко ниво да ја кренеме ситуацијата со Албанија. Последниот ревизорски извештај за Охрид беше полн со забелешки, каде беа нотирани околу 4800 дивоградби како хотели, куќи, викендици и угостителски објекти, но мерки за нивно отстранување не се преземени, што според извештајот директно го прекршува планот за заштита на културното наследство. Од друга страна, невладините организации сметаат дека регионот треба да биде ставен на листата на културно наследство во опасност, кој ќе активира бројни механизми на УНЕСКО, бидејќи сметаат дека тоа е единствен начин да се спаси регионот.